врачиш на сината, тој ќе го добиеш за возврат, ќе би рече тој. Го нарекуваат македонскиот виртуоз на гитара. Тешко ли е да се заслужи оваа титула? Отворено и искрено, неформално, со Дамјан Печиновски. Дамјан, ве нарекуваат македонскиот виртуоз на гитара. Тоа е тешко да се заслужи? Најверојатно тешко е, ако не си виртуоз. А се чувствувате ли така, како виртуоз? Не знам, не. Се чувствувам како, не знам, како љубител на гитара, голем ентузијаст. Така нешто од прилика, не знам. Виртуоз не се доживувам баш како, не знам, некој виртуоз. Зависи од поглед на што. Например, кога бев помал, сакав да бидам виртуозен, сакав да свирам брзо и како што подминуваат годините, повеќе сакаш да посветиш внимание на музикалност, на развивање на твојата музичка идеја, отколку да бидеш само дечкото со брзи прсти. Ултра брзи прсти, тоа да говоривме. Да. Добро, најпрво започнавте да свирите мелодика, а потоа на 6 години започна интересот за гитарата. Да. Ако треба да се бара некој виновник само во наводници, тоа е вашиот татко, не за друго, заради тоа што тој како новинар, ако што известуваше за Нова Македонија, ве носеше ама баш на се што постои на Охридско, на Охридско лето. Што ве бендиса најмногу таму? Како тргна тоа со уметноста? Да. Најмногу љубовта кон музиката и општо така кон уметноста, мислам дека од мојот татко најмногу наследи, бидејќи од секогаш во мојата фамилија татко ми е инаку колектор на собирач на литература, на книги, на добра музика, така што од секогаш во мојата фамилија имало се слушала добра музика, не знам, се имало добри книги. Немам дека како дете читав доста книги. Летото го поминав, ќе прочитав 40 на книги сигурно. Добро. А што значи добра музика? Сакава сме кај тоа добра музика? Па никогаш не се пуштал некој шунт, некаков, не знам да речам, или пак нешто комерцијално, секогаш биле некој, пример, доста време поминав во детството слушајќи Пако де Лусија, нормално преку мојот татко, симфониски оркестри, најразлични такви нешта. Заедно седнувавте, слушавте или сами од вие? Или заедно? Не, татко ми ќе пушташе, па ти се наоѓаш во таа средина. Ќе слушаш, ќе се едуцираш. Така што доста од тие мелодии што ги пушташе татко ми, јас сакал или нејкел на некакви инструментчиња што постојаа дома, јас пробував да ги репродуцирам. И како одеше? Па добро, можев да ја отсвирам таа главна мелодија. Знам како дете од Пако де Лусија една композиција, не ми беа прстите толку силни предните за да можам да отсвирам. Може да патите се што? Да, јас свирам вака. Знам нека таа мелодија свирам. Добро. Колку татко ви, не знам, вашиот брат ви помогна во сето на што сте денес? Да речам, нели, гитарата е на целиот својот брат и ти имаат тука веројатно колкава поддршка треба од сите дома за да нели успееш во она што ти е сон? Па доста поддршка сум имал од дома. Никогаш моите родители например, додека учев на училиште, инаку завршив природна математичка гимназија, никогаш не дошле на некаква, не знам, родителска средба или да сум направил некој проблем или да ме терале да ја учи за да имаш добри оценки, никогаш. Мислам, секогаш сум бил оставен да го правам она што го сакам и секогаш ја почитувале мојата одлука. А инаку кога бев основно училиште, кога завршив основно училиште, инаку сите образование ги завршив со континуиран одличен успех. Ево да се пофалам и да им дадам совет на помладите музичари дека и учењето е битно. Така е, да. Така што секогаш сум ја имал нивната поддршка. Кога завршив 8 оделение, тоа сакав да кажам, сакав да се запишам во средно на ДИВ, на физичка култура. Тогаш малку моите учествуваа, рекоа, гледај, имаш повеќе опции, не мораш да одиш тоа. Ако одиш на пример гимназија, можеш оттаму да одиш било што. Било што, така што
Тука единствено добро што ги послушав. Инаку бев, така да речеме, надежен спортист. И сега се занимавам. Која љубовта беше? Па играв ракомет. Играв ракомет, да, имаше охот клуб. Каде? Што играв? Играв крило. Крило? Да, десно, лево? Лево крило. Лево крило. И тогаш имаше ракометен клуб Охрид. И продолжив во средно да играм. И добар бевте? Па добар бев талентиран. Да го најдеме професорот по физичко сега сигурно ќе каже некој добар збор. Да. Добро. И имав една повреда во тоа време, таму некаде средно. И тоа време почнав и да свирам повеќе гитара, така да се фокусирав на тоа, па клубот се распадна, и така некако изгубив некоја желба. Вашите ви рекоа, вие послушавте дека треба гимназија да одите, да не одите на ДИВ како средно, така? И послушав јас, не само така добронамерен совет ми дадоа, ништо агресивно. Да. А каква гитара наследивте од вашиот брат? Која беше првата гитара на која што свиравте или учевте? Јолана. Сега моментално таа се наоѓа во паб Блука Вадарци, кај еден мој добар пријател Дано. Таа се наоѓа таму, му ја потпишав, му оставив. Ете, да му го краси локалот. А Дано е виновен и за нешто друго. Како велите во едно интервју, Дано ви рече дека повеќе од 20 музичари веројатно треба да има бендот или барем да направите бенд во кој што ќе свирите нешто што ќе звучи како да има цел бенд. Да, Дано е виновник тоа што настана Shine. Тој е мојот комерцијален проект заедно со Јордан Манов. Тој проект настана пред колку сигурно има 7-8 години. Се работи за комерцијален проект, значи популарно наречено тезга проект, со кој што можам да свирам многу често. Значи, бидејќи за еден музичар да живее од музика, треба да свириш често, за да си во форма. Не само техничка форма, туку и за да настапуваш пред луѓе, значи да го немаш онај stage fear, да немаш страв и да знаеш како да го не само музички, туку како да го презентираш и не знам, и емоционално и како тоа треба да изгледа се на сцена, како да звучи, како да изгледа. Секогаш кога одиш ти течеш сува, како реалност груба. Значи Дано е виновникот што настана Shine, тоа е проект што сме двајца музичари. Јас свирам гитара, тука имам монтирано модул што е поврзан со гитар синтесайзер, значи имитира звуци како да има цел оркестар. Со нога свирам бас, имам еден модул цел степ, тоа е како клавиатура, ствари MIDI контролер, кој оди во компјутер. И оттаму имам бас звуци, значи како клавиатура има 12 тонови, цел степ. Тука свирам бас, Јордан свири тапани и пее. Имаме меморирано на iPad главно 8 акорди што најмногу ги користиме во песните. Јордан ги свири тие, некогаш имаме главна мелодија на самиот iPad свириме, така да е интересен. Како да се многу музичари на сцена. Па пробуваме, значи со оглед на тоа што свириме само странска музика. И па сме свесни дека се наоѓаме на Балкан и каква музика тука е платена, така да се трудиме да не само музички туку и да направиме едно шоу кога народот ќе го гледа тоа, да рече, да биде воодушевен, да воодушевиме било кој што дојде на наша свирка. Се сврзаме на почеток кога дојдовте таа прва гитара, од кого најмногу учевте? Имаше некој професор кој што тато или брат ви го донесоа дома за да ви помогна или самиот? Па главно бев самоук, посетив и 2-3 приватни часови, бев кај еден мој пријател сега Оливер од Струга, што одличен гитарист. Бев кај него на неколку часа, главно самоук, тоаш почнав и да, мислам, интернетот беше во подем, симнував таблатури, тоа се како ноти за гитара. Така ме интересираше доста. Тогаш не знаете, така не знаете ноти, тоа беше. Знаев да читам ноти. Знаев да читам ноти,
но не бев на професионално ниво, да речем. Така како што студент. Па се трудиме да сме најпрофесионални, колку што можеме. Да. И да се снајдеме и во непрофесионални околности, така да. Значи, се договоривме во пред овој разговор дека не се најважни ултрабрзите прсти за да се изгледа така како што и да звучи така како што звучи, така? Да, па не се најважни, не знам. Јас како мал ги слушам многу артисти како Джо Сатриани, Стив Vai, не знам, Инви Малмстин, така бев настроен рок-н-рол. И како помлад така имаш таков дух, рок-н-рол дух, брз дух, сакаш се да е брзо, сакаш се да е така агресивно и така почнав да сакам таква музика и сакав да бидам виртуозен, но што ви кажав, како што поминува времето, сакаш гледаш како да развиеш музичката идеја, како да се посветиш повеќе на креативност, како тоа се да звучи добро, значи да звучи доволно музички квалитетно за и музичар да го прифати, а и обичниот народ. На шега или не, ама ми рековте дека многу добри гитаристи велам има овде од Охрид, ами ви ми рековте па што да правиме кога не е сезона. Како е Охрид кога не е сезона? Ние сите во сезона доаѓаме овде. Да, па кога не е сезона, не знам, нема што да се прави ако немаш друга работа. Добро. Затоа валја ќе почнеш да свириш гитара. И по колку часови дневно се свири гитара, се вежба? Па порано вежбав повеќе. Знаев доста нам по 12 часа само на гитара. 12 часа? Да, по цел ден. Само спиење и гитара, така? Јадење, спиење и гитара. Да. Но сега гледам тоа време што ќе го искористам за вежбање, да го искористам квалитетно, малку поинтелектуално да вежбам, бидејќи нема човек што може да е 100% сконцентриран. Тоа велите сега дека не е толку важно колку часови вежбате, толку важно е концентрацијата на максимално ниво. Да, квалитетот. Така што ако треба нешто да снимам во студио, ако треба да имам некој концерт или нешто, тоа најверојатно повеќе часови ќе посветам пред тоа вежбање. Каде вежбате? Имате некое место за вежбање или дома? Не, вежбам дома. Сега гитарата не е толку гласен инструмент како што е, речеме, виолина да им пречи на сите комшии околу, така што дома. Дома? Да. И кој е првиот оној кој што го слушал, на што го создавате како дело, да речеме, кога се работи за ваша музика? А јас? Вториот после вас! Вториот, па не знам, вториот. Тато го ви каже да слушна нешто или да, не? Да, најверојатно моите родители, најверојатно. Не знам некој од музичарите, некој од оние кои што верувате, кому му верувате за да каже ова е добро, ова ќе помине, ова е? Па не знам, го пуштам на сите мои пријатели музичари, најверојатно. Во последно не примам многу совети, освен од кога ќе го направам, тогаш. Па да, за тоа зборам, од кога го направите, тогаш да биде она. Па сите мои пријатели што се музичари, најверојатно го праќаат. А ако тато е новинар, тогаш и нели колекционер на литература и музика, па така ве навлече во таа добра музика, тогаш мама потекнува од една фамилија која што значи Каневче, така? Да, Каневче. Велите тие биле едни од најпознатите или најдобрите рибари во она време. Па да, ствари, сите што се од Канев се рибарска фамилија, така да и дедо ми беше рибар, знам кога бев помал. Што ве учеше, што се правевте кога се возевте на кајче со деда? Што правевме? Па главно игравме шах, уствари. Игравме доста шах, да, сеќавам. Тоа дека чекаш да изловиш? Доста дедо ми беше најдобар другар во тоа време. И знам дека знаев и нешто да сплетам и мрежа му помагав. Како се плете мрежа? Сега играме скроз заборавено како се плете. А иначе тешко е? Па имаше едно, не знам како да го објасниме? Како да објасниме како имаше едно нешто што се помагаше. Да, за едно друго нешто. Добро. Не имам скроз заборавено се срамота, сигурно моите роднини ќе ми се смеат и срамота како не знаеше за каде што е тоа. А одите сега да ловите риба? Не одам сега. Ниту со трска? Ниту со трска сум одел како дете. Сега ми е малку. А тоа знаете да намистите се тоа црвче на. Да, тоа не е тешко толку, овие мрежите се малку покомплицирани тие. Да.
Така што имавме и неколку кајчиња, имавме доста мрежи. Али мислам не отидов да ловам. А како е риби со процесот, мрежи. кога се лови, кога се доаѓа? Тоа го гледавте некогаш, ве носеше дедови со вас, со него или не? Не отидов со дедо ми на ловење, знам дека му помагав околу плетењето, кога бев многу мал, така што уште ми е избледено така од сеќавање. Порано беше поразлично. Сега е поинаку. Ловењето не е толку достапно, повеќе забрането отколку што било порано. Така да имаше и рибарница каде што можеше во секое време да се купи свежа риба. Сега е малку Јадете риба? редуцирано. Да, јадам уште. Што е она што најмногу ви се допаѓа? Знаете нешто да приготвите сами или? Не знам некој Сам не. многу работи на природно. Знам што знам да направам? Ништо. Јајца знам да исправам. Мислам за риба. За риба не, ама ако се најдеме во таква кризна ситуација, најверојатно Ќе знам да ќе се исправам. научам. Добра, сега кога ќе бидете доцент на факултетот во Скопје, ќе треба да бидете таму или ќе може Ќе само... знам риба Ќе тоа. знае риба. Добра, сериозно. Да. Што значи да се биде доцент на музичка академија? Кому ќе предавате? Тоа значи моментално за мене да бидам таму регуларно, бидејќи досега бев како хонорарец, не можев да внесувам оценки. Инаку предавам на новиот одсек популарни жанрови. Предавам на сите гитаристи запишани таму, што сакаат да научат за популарните стилови како джез, блуз, поп и се друго. Таму сум веќе, ова ќе ми е 5-та година. Така што ете, сега кога ќе ме прогласат за доцент, за некого можда нешто значи, за мене ништо посебно. Ништо посебно? Да. Па, Каков сте како професор? а не знам, студентите треба да кажат. Добро, Мислам строг, дека не сум- строг, вака, насмеа, секогаш има. не сум строг. Таков сум, како што сум. Мислам, ваков сум и во предавањата. Што е она што го сакаат да го дознаат? Што е она што ве прашуваат, што ги интересира? Главно ние таму учиме за вокабулар, што да отсвира, ги учат да речеме некој да направиме паралела со зборувањето. Добро. Учат како да ги учат буквите, учат зборови, учат Музичка реченици и како да ги спојат. Сега темата на која што ќе разговараат музички е нивен избор. Така е. Значи битно ние да им дадеме таа писменост. Добра, ама тука Потоа сте да им да кажете што е кича, што не е, веројатно, или? Да, ама Професорот обично треба да има удел. веќе се тие на таа возраст кај што знаат што е кича, што не е. Не верувам дека некој би се запишал на академија за Да да не свири знаеш што е добра кафана. музика. Мислам, не дека кафана е кич, него Да. кафана е друга школа. Тоа е кафанска школа, тоа се учи во кафана. На факултет се учат по-софистицирани работи. Малку ќе е потешко каде да ги применат. Да. Баш така. Но тоа Имаме е. ли деца кои што гледате Како голем не? талент? Како не, има доста талентирани деца. Од Охридци или не? Шегувам се. Па, немам, мислам, од Нема Охрид, од нема од Охрид. Може би уште не се стигнати на Да, факултет. Имам деца од Прилеп, од Кочани, од Скопје, каде да не, од Србија има студенти заинтересирани. И баш ми е кејф за нив, затоа што ми имаат кажано дека дошле само заради мене. Супер. Така што е една супер катедра и супер екипа што баш ми е кеф што студираат таму и се надевам дека ќе тргнат на добар пат. Супер. И сега се почна или вие така некако ја донесовте приказателите добро што интернет почна така многу да се развива, Да. па можев да ставам се што ќе отсвирев и што ќе беше добра продукција на YouTube. Да. Како одеше тоа? Која беше првата песна која што ја прикачивте таму? Јас на YouTube, мојот канал постои од 2008 година, YouTube се формира од 2006 година. Првото нешто беше лайв перформанс со
Тоаш бевме трио формација, јас Јордан и Горан Гешовски на бас гитара. Знам дека неколку такви видеа ставив од некои наши лайв настапи. Снимката не беше многу квалитетна. Првата? Да, видео. Ама Подоцна сватив што уствари е добро да ставаш на YouTube, за како да се рекламира себе си, се пријавив на неколку онлайн превари и оттаму добив многу учества на фестивали, држам семинари, настапи, да. Така што е супер начин за промоција. Да. Кога ја научивте таа, велите, музичка азбука, па за да можете сами да пишувате аранжмани на кавирите кои што ги создававте? Додека студирав во Бугарија, таму имав доста контакт со различни музичари. Почнав и сам да се интересирам, значи да симнувам интернет доста литература, да пробам да ја организирам некако за да се подобро ја меморизирам. Така да на факултет беше тоа кај што го стекнав тоа, речам, музичко и теоретско знаење. Како одеше тоа, да речеме, со избирањето, изборот? Зошто Девојко мала, зошто Јано Мори, зошто не знам некоја друга песна, а не некои други? Што е она? Тие ви се допаѓа, бидејќи барав некоја формула што ќе достапна и за луѓето што не слушаат инструментална музика. Значи песни кои што ќе се ним познати, така? Да, и со тоа добив и доста настапи. Значи, ако Владко Стефановски и Мирослав Тадич имаат формулата со македонски, староградски и народни композиции, така што ако веќе го свирев тоа, луѓето ќе рече, еј, добро, ама знаеш, Владко и Тадич го прават подобро, веќе сме го чуле. Така што сакам нешто да е. Затоа ја направив прва Кажи зошто ме остави во Gypsy Jazz стил. Малку ја преаранжирав, бидејќи такво нешто нема. Нема таа композиција баш во Gypsy Jazz стил, така што пробав да ја направам да звучи како джез стандард. И тоа беше идејата, значи да има доволен музички квалитет, значи виртуозност, да има добри фрази, добра импровизација, интересно отсвирена, интересно аранжирана. И идејата беше да се доближам и до онаа публика што не слуша инструментална музика, а препознава која песна е. Зрачиш на сината, тој ќе го добиеш за возврат, ќе ви рече тој. Го нарекуваат македонскиот виртуоз на гитара. Тешко ли е да се заслужи оваа титула? Отворено и искрено, неформално, со Дамјан Печиновски.